Благодарам, председателе. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, ако овој закон се објаснува со една реченица, тогаш таа би била дека овој закон значи крај на огромните камати и значи крај на огромните заработки по основ на камати. Во суштина, во овој закон се предвидува кога казнената камата ќе го достигне износот на главниот долг, таа да престане да тече, односно да престане да се пресметува. Или, ако главниот долг изнесува 500 денари, тоа значи дека максималниот износ на камата, да биде 500 денари. Или, ако главниот долг е 1000 денари, тоа значи максималниот износ на каматата да биде 1000 денари. Фактички со ова прекинуваме една пракса граѓаните да плаќаат десетици пати поголема камата отколку што стварно изнесува нивниот долг. Дополнително, со предложениве законски измени исто така предвидуваме скратување на рокот за застареност од 10 на 5 години од правосилноста на одлуката. Тоа фактички значи намалување на можноста за акумулирање на камата и оневозможување на можноста за енормна заработка од камата. А од друга страна истото значи дека ги стимулираме и доверителите побрзо и поефикасно да реагираат при наплата на своите поверувања, односно при наплата на долгот од граѓаните. За оваа проблематика или за ваква ситуација до нас пратениците доаѓа многу реакции. Ова проблематика или овие проблеми реално се случуваат во секојдневниот живот. За оваа проблематика стои во извештајот на Народниот правобранител, има конкретни заклучоци по однос на износот на каматата и затоа мислиме дека со ова законско решение вистински решаваме еден долгогодишен горлив проблем на граѓаните. Дополнително, со Законот за финансиски друштва, кој што очекувам да го изгласаме на наредна седница, а тоа е поврзан со така наречените продавници за пари или со така наречените брзи кредити, каде што се ограничуваат трошоците на граѓаните кои подигнале во однос на главниот долг, плюс овој предлог поврзан со каматите, каде што предвидуваме да не може да биде каматата поголема од главниот долг, даваме законски пакет за кој што, како мнозинство, очекуваме силна поддршка од сите пратеници. Благодарам.